Почитувани гледачи, јас сум Габриел Стибел, а вие го гледате 13-то издание на емисијата Гарден клуб Градини. Почитувани гледачи, се наоѓаме во една мала градина во населбата Лисиче. Во оваа градина бевме ангажирани за да реставрираме, односно да поправиме една фонтана, која собствениците решиле да ја направат, бидејќи имале еден проблем, односно имале проблем со пукнатината на зидот од оградата. За да го решат проблемот на пукнатината на зидот во оградата, решиле да направат една малечка фонтана, с која би била и украс во градината и едноставно би ја затвориле пукнатината во самата ограда, која настанала од инсталацијата на водоводната инсталација за чешмата. Меѓутоа, во обидот да направат фонтана, во првиот обид, направиле нешто што на многу не им се допаднало, бидејќи направена е фонтана која воопшто прво не била функционална, а второ и понатаму останал проблемот што пукнатината над зидот се гледала, но и самата фонтана ја испуштала целата вода. Ние бевме ангажирани за да го решиме овој проблем, па вие ќе видите, значи, низ нашите слики што беше направено во оваа градина, за да на крајот ние добиеме едно мало капче со вода, да ја покриеме таа пукнатина во зидот и самото место да го анимираме на начин кој ќе одговара према градината и погледот на самата фонтана ќе ги задоволи, значи, желбите на луѓето кои живеат во оваа градина. Значи, ја изменивме позицијата на текот на водата, ја свртевме према погледот од ледниковето, односно од местото од каде што се гледа. Направивме целокупна реконструкција, односно ископавме ново езерце, го армиравме езерцето два пати, се хидроизолираше и, значи, ги запазивме сите професионални мерки, ги направивме за да добиеме, значи, нешто што не само што ќе биде убаво, туку ќе биде и функционално. На местото, значи, на површината која што ни беше дозволена и предвидена за фонтана, направивме доволно висока фонтана, направивме доволен тек на вода, што ќе ги задоволува потребите за да исполнува целата фонтана да биде со вода, да може да се засади на нешто на незе, да не биде изработена само од чисто голо од камен, туку да има и некои растенија кои нормално ќе функционираат и ќе живеат на самата фонтана. Се надеваме дека успеавме дел од
оној простор што ни беше дозволен за работа, да го преуредиме и да го направиме едно катче на вистина убаво за уживање на сите оние кои се посетители на оваа градина и нормално на луѓето кои живеат во оваа куќа. Хорти дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Од 27 август до 1 септември традиционално по седми пат кинолошка недела во Охрид. 3 меѓународни и 12 национални изложби за сите раси на кучиња. Можност да се освои титулата национален и млад шампион во убавина на сите држави учесници. За македонските излагачи промотивна цена од 1200 денари. Информации на 30 85 860 или посетете веб страната на ksm.org.mk. Вистинско решение за вашите стари кородирани оџаци е трокомпонентниот систем на ođak.com.mk. Содржи огноотпорна и киселотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Локација булевар Србија после надвозникот. Банеста, генерален застапник на Палаплас Грција, со најголем избор на делови за системи за наводнување капка по капка од програмите на реномираните брендови Рейнбирд, Хунтер, Галкон и други. Телефон 070 230 987. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови, изработка на алпинуми, уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани, македонска авангарда од 1991 година. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Собственици на убавите градини, пред да ја видите најавата за учество за избор на најубава градина, што да ви кажам, пријавете се за учество на најубава градина во серијалот Гарден клуб на Телма телевизија. Емисијата Гарден клуб градини објавува надпревар најубава градина 2012. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070 679 070 и 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната во месец октомври ќе бидат одбрани 3 најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2012. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина.
Денешниот прилог ќе го посветиме на нашата наградна игра која се уште е во тек. За таа цел, бидејќи сме некаде на средината од сезоната, ќе ве потсетиме на досега пријавените кандидати. Секако сите вие сопственици на градини може да се пријавувате за учество во надпреварот за најубава градина 2012-та. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина.
Во денешниот прилог практични алатки ќе продолжиме со најосновните алатки кои се употребуваат во една градина. Едни од нив се и мотиките кои можат да бидат повеќе врсти. Мотиките служат за вадење плевел и за проветрување на почвата, но имаат и многу други намени. Холандската мотика или мотиката стругалка се смета за најсестрана и е совршена за вадење плевел меѓу редовите на растенијата, како и за обликување бразди. Освен мотиката со кратка рачка и мотиката за копање, има уште многу видови мотики со посебна намена. Холандската мотика е изворена за вадење плевел околу растенијата. Таа го вади плевелот не оштетувајќи ги корењата на растенијата. Комбинираната мотика е добра за вадење плевел, копање бразди и прекопување. Користете ја страната со шилци за растресување на земјата и за облекување бразди за сеење. Со триаголна мотика се користи аголот на мотиката за обликување бразди за сеење. Рамната површина на мотиката служи за отстранување плевел во тесните простори меѓу растенијата. Копачот има еден или два краја како длето. Тој главно служи за прекопување мали површини с тврдната земја. Греблата се извонреден алат за рамнење на почвата, за растресување на земјата при садење или сеење, како и за собирање на отпад и ѓубре. Постојат два основни типа – класични градинарски гребла и гребла за тревници. Греблата со глава од едно парче се појаки од оние со прицврстена глава, а кога главата е поширока, побрзо ќе се обработи одредена површина. За обичните површини се доволни гребла со 12 шилци. За поголемите површини се подобри гребла со 16 и повеќе шилци. За големите градинарски простори најдобри се греблата од 1 метар. Градинарските гребла имаат кратки, широки и заоблени шилци и се погодни за рамнење на земјата, за чистење на почвата и за собирање отпадоци во градината. Греблата со прицврстена глава се поевтини градинарски гребла што имаат шилци како клинци и глава прицврстена со клинец. Повеќето глави за мотики и гребла се прават од обичен челик. Оние од челик што не раѓосува се поскапи, но не се подобри за употреба иако не раѓосуваат и полесно се чистат. Се произведуваат и гребла кои се премачкани со заштитен слој за да не се лепи земјата на нив. Дршките се изработуваат од дрво, алуминиум или од друг метал обложен со пластика. Должината на дршката е многу важна. Мора да биде таква што при работата може да стоите исправено, што значително ќе ги намали болките во грбот. Повеќето луѓе се согласуваат дека дршките од 1,5 метар се најпогодни за работа, иако многумина повеќе сакаат подолги дршки.
Конечно гламур. Новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повтор пат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур на улица Првомеска спроти цементарница Усија. Ресторан Гламур, свадбен ресторан. Хорти дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, Хорти културно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Банеста, генерален застапник на Палаплас Грција, со најголем избор на делови за системи за наводнување капка по капка од програмите на реномираните брендови Рейнбирд, Хунтер, Галкон и други. Телефон 070 230 987. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Собственици на убавите градини, пред да ја видите најавата за учество за избор на најубава градина, што да ви кажам, пријавете се за учество на најубава градина во серијалот Гарден клуб на Телма телевизија. Емисијата Гарден клуб Градини објавува надпревар на љубава градина 2012. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070 679 070 и 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната во месец октомври ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2012. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Речи си, секој собственик сака малку да смени во постојната градина. Тој нема долго да чека за да ги внесе во својата градина своите лични афинитети или однапред познатите и омилени растенија. Но ако целиот градинарски простор или некои негови делови не се по вашиот вкус, случајот бара внимателно разгледување. Често пати полесна задача за градинарскиот дизајнер е кога треба да обликува околина околу комплекс нови згради или кога ќе добие можност да осмисли со уште недопрен простор на идна градина. Меѓутоа, за да се процени целосно сложеноста на наследениот и добро одржуван градинарски простор, потребни се многу време и трпение. Најскапоцениот совет во таква ситуација е да не се брза со промените, бидејќи секоја стара градина што со години постепено се развивала, крие во себе многу вредни елементи кои долго им се противеле на временските услови.
Да се задржат и да се освежат некои од постојните растенија или украси е многу подобро отколку едноставно да се исчисти просторот и да се почне од почеток. Таквите елементи во градинарскиот простор можат да бидат непроценливи за одржување на многу потребната атмосфера на една градина, па затоа е мудро да се задржат. Премногу ревносното чистење на таквите градини ќе им одземе најголем дел од привлечноста и од таинственоста, а тоа се премногу ретки вредности за да се отфрлат лесно. Неповторливото богатство што се среќава во градините што се одгледувале низ генерации се огледа во слоевитоста на растителните видови, кои низ годините создале заедничка микроклима и обликувале прекрасно поврзани композиции. Таквите со години создавани елементи имаат свој препознатлив карактер и посебност, што не може да ги замени ниту најскапиот избор на нови растенија, градинарски украси или мебел. Развојот на градината треба да се наблюдува повеќе сезони, а најдобро е кога тоа се прави во текот на целата година. При тоа, треба да се забележуваат елементите како, например, насоката на паѓањето на сенката, нечистата насока на дувањето на ветерот, потоа да се определат најтоплите сончеви места и да се донесе заклучок во кој период од годината одредени растенија изгледаат најдобро. Терасите и патеките не треба посебно да се проверуваат, бидејќи и тие се во употреба цела година. Заселништата што ги создаваат грмушките треба да се контролираат и лете и зиме, а општото одржување на градината треба да се сведе на разумна мера. Вредноста на одделни растенија доаѓа до израз главно во определено годишно време. Така напролет, стеблото на стара цреша со ниско свиткани гранки, преполни со цветови, во комбинација со килим од процветани луковки во подножјето, на најдобар можен начин ќе го оправда своето постоење. Грешки лесно може да се случат, па например по набрзено странитиот ловор, кој поради некоја причина бил засаден до јужниот зид на куќата, подоцна ќе откриете дека тоа всушност била повеќе години стара убава магнолија. Затоа, ако имате проблеми со препознавањето на растенијата во градината, побарајте совет во поданичка градина или во неблискиот расадник. Со тоа ќе го избегнете ненамерното отстранување на скапоцените растенија. Дури и откако сте го утврдиле идентитетот на сите важни растенија во градината, не брзајте со отстранувањето. Со привремено или со трајно оставање на некои примероци со забележлива израснатост и разгранетост, ќе задржите не само неопходната рамнотежа внатре во градината, туку ќе им дадете и засолниште на младите нежни растенија, а ќе обезбедите и чувство на приватност додека не стасаат новите растенија. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, денешниот прилог растение за нашата градина ви представуваме едно прекрасно растение по име Лагистроемија индика. Лагерстроемија индика е вид од родот Лагерстроемија од семејството Литрацеа. Потекнува од Кина, Кореја и Јапонија. Ова листопадно дрво е со многу широка крошна, мултисеменски цветови кои се шират кога се зрели. Карактеристика на ова дрво е неговата мазна кора, која може да биде со розево-сива и сива боја. Листовите се мали, со темно-зелена боја, која на есен може да се менува до жолта и портокалова. Цветовите можат да бидат бели, розеви, виолетови
или со црвена боја, чии ливчиња се свиткани. Старите дрва на ова растение се меѓу оние кои имаат еден од најдолгите периоди на цветање. Тие траат од 60 до 120 дена. Многу хибридни сорти се развиени од ова растение. Затоа, тоа може да се најде како расте во висина од само 18 см па се до 12 метри во зависност од хибридот. Плодот кој се појавува после цветањето е во црна или кафејава боја. Кога ќе се исуши, ослободува семе во плочкеста форма. Во зависност од формата, лагерстроемија расте во форма на грмушка или во форма на дрво, на кој крошната може да биде рамна или широка. Ова прекрасно растение потекнува од Азија, но е натурализирано во САД. Но од тогаш, бидејќи неговата форма, неговата боја е со прекрасен интензитет, наоѓа до многу големи фанови на ова растение, многу големи љубители, па така тоа се распространува низ целиот свет. Големите сорти растат многу бргу и може да се насадат во еден дрворед на само неколку метри растојание. Многу од сортите на лагерстроемија се вкрстуваат меѓу себе и се добиваат различни хибриди. Американскиот национален арборетум создаде многу вакви хибриди и ги нарече по имињата на племињата на старите домородци индијанците. Чироки е сорта со лавава форма и црвени цветови. Таскеги е хибрид со широка крошна и розови цветови. Мајами цвета подоцна во сезоната и исто така има темно розови цветови. Семиноле е уште еден хибрид со медиум розова боја и така натаму. Лагерстроемија индика е доста отпорна на студено време и мраз, но предпочита целосно сонце, кога го покажува целокупниот свој раскош. Сака влажна почва, но добро се снаоѓа насадена и на посува почва, при што сака поредовно кратко полевање. На влажна почва незиното растење и цветање е побрзо. Со самото намалување на полевањето се намалува и самата брзина на растењето и цветањето. Инаку, некои хибриди може да цветаат и по 2 до 3 пати во една година или сезона, со тоа што после старите плодови кои се распаѓаат, се појавуваат нови. Лагерстроемија индика може да се размножува на повеќе начини. Со гранки од средно зрело дрво во есен или од старо дрво во зима. Исто така се размножува и со семе, а лесно се зафаќаат и неговите корени. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, тоа беше се во ова издание од емисијата Гарден клуб Градини. Ви посакуваме пријатен ден.